Почитувани, добар ви ден. Добро ни дојдовте на петтиот последователен собир кој што го нарековме стоп за формирање на регионална депонија. Јас сум Тони Апостоловски, член на координативното тело, кој што ги води овие протести. Меѓутоа, овие протести ги водиме сите ние. Нема лидер или лидери. Лидер е секој еден од вас. Тука гледам... Така е. Тука гледам и представници од некои политички партии, во кое својство се не знам, меѓутоа сте добре дојдени, доколку работите против изградбата на регионалната депонија, која што ни ја планираат во атарот на село Мегленци Новаци. Во моментов, внатре во Советот на општина Битола се одржува седница, предпоставам 52, благодарам. На таа седница испративме 4-члена делегација, која што се уште е внатре. Ке чекаме од ними Абер, што и како е. Не се поврзани во врска со стопирањето на изградбата на депонијата, него едноставно дојдовме, почитувани советници, председател на Советот, градоначалникот на град Битола, дојдовме да го крениме гласот против формирање на регионална депонија било каде во Пелагонија, не во Мегленци. Ке ризикувам и ке ви одземам максимум 3 до 4 минутки од вашиот живот, меѓутоа едноставно морам да окажам она што сега сакам да окажам. Како ќе бидам сватен, не знам, меѓутоа едноставно морам да си го отворам срцето и душата и да ви пренесам нешто. Слушај, стојам пред вратата и тропам. Ако ми отвори некој, ако го слушне мојот глас, и ако ми отвори вратата, ќе влезам и ќе вечерам со него и тој со мене. Мојот небесен татко, мојот сесоздател и креатор, Господ Бог, преку неговиот син, нашиот искупител, нашиот жив Бог, Христос, ни порача следното. Таму, каде што сте двајца или тројца, собрани во моје име, таму сум посреди и јас. Од тука, Господе, те молиме да ни помогнеш, да ни го осветлиш патот во нашата борба, дари ни упорност и истрајност да ги оствариме нашите намери. Амин. Се извинувам на оние кои што не веруваат во Бога, меѓутоа едноставно мораше да го направам тоа. Зошто са ќе ви објаснам. Тука го гледам и мојот командант. Присутен е, поздрав команданте, нема да ви окажам кој е. Јас сум доброволец бранител од 2001 година. Не е битно тоа што сум бранител, него сакам да ви пренесам една атмосфера од 2001 година. Седејќи во рововите, некаде во Западна Македонија, што забележав јас како Тони Апостоловски. Лево и десно од мене имаше луѓе кои што воопшто не ги познавав, а бев спремен да го дадам и животот за нивниот живот. Истото беа спремни и тие да го дарат животот за мене. Иако не се познававме, бевме сплотени, си го боревме, си го заштитвавме нашиот живот, а потоа татковината. Тоа е првиот пат, кога почувствував нешто што не би сакал никој да почувствува, меѓутоа, ете, тоа е тоа. Таму го закопав стравот, во татковинската војна. Јас сум сигурен дека овдека на овие 2-3 квадратни метри ќе го закопате и вие стравот, ќе го закопате вашиот егоизам и ќе почнете да размислувате така како што треба да размислува секој Божјо чедо. Сите треба да бидеме сплотени, да се погледниме меѓу себе како браќа и сестри, јасно и гласно да му порачаме
на оние кои што немаат мандат да говорат и да творат во наше име, да го баталат сето тоа. Затоа што запишано е прво, кој се дружи со грешници, учества во неговите гревови. И второ, дами и господа, советници, градоначалнику, не се гради вашата среќа врз туѓата несреќа. Постои карма, која когаш тогаш ќе ја платите. Од тука, уште еднаш ќе ви повторам, дека никој не ви дал мандат, нити во вашата предизборна кампања не му кажавте на народот дека ќе градите катастрофална регионална депонија во близина на општина Битола. Да напоменам за тие што не знаат. Прво депонијата сака да ја направи во Свети Николе. Муж него Свети Николчани. Му рекоа нема кај нас да градите депонија. Со бидоа во Охрид. Во Охрид му рипна УНЕСКО. Бара место. Централната власт, не овие се обични потрчковци. Централната власт има наредено во рек Битола, кај што сум вработени јас, да се користи како регионална депонија. Зошто? Затоа што има веќе и откопани работни земјени маси и само треба да дојдат со камионите, да го исфрлат ѓубрето, да си заминат во нивните домови, а Пелагонија да го жнеи она што овие зад нас го посеале. Еве излегуваат нашите, поздравете ги од Советот на општина Битола. Ви благодарам што ме сослушавте, ќе бидете известени од прва рака. Еве денешниот протест е уште еден доказ дека ние сме стварно мирен протест. Нема никакво насилство, ниту сме против партија, ниту политички нешто е обоено тука. Мирно влеговме во општината, без да дајме некоја изјава, само ги држевме овие лепенки да можат да ги видат советниците. Пошто тие одлучват дали ќе има депонија или не. Тие и советниците во Новаци, Могила и околината. Ние нема да застанеме, сега имаме адвокати, сега од сега натаму се ќе биде и законски. За подписите мора да ви се извинам, му се извина или? Мора да се извинам за подписите, малце бевме неуки, ги собравме, ама тие не важат, пошто на листите треба да има матичен број, име и презиме и адреса. Ти ги собериме повторно, не е проблем, и ќе биде се законски како што треба, веќе направивме нови листи. Да, и ќе продолжиме понатаму. Исто така, заедно ќе работиме во колерација со овие што населението во Новаци, во Могила, и таму да можеме да собереме подписи, и гледам се поголем интерес има од таму, за да нема депонија, пошто тие се уште поблиску и уште ќе бидат позагрозени. Значи продолжиме понатаму, се поорганизирани. Денес е работен ден, за работен ден пак има доста луѓе, си продолжуваме ние со нашите активности, со надеж дека ќе се свестат и ќе сватат дека е ова многу важно за здравието. Значи ова нема врска дали се ти партиски обојни или не, секој може да се разболи. И друго, што ми е многу чудно и си се чудам самиот и дома така една си мислев, што држава е ова бе? Јас излегувам овде да протестирам за моето основно право, за да можам да дишам чист воздух и да бидам здрав. Кај го има бе ова бе, луѓе, знаеш? Кад излезаме со овде сега да протестирам, за да се разболам јас или мојата фамилија, за да дишеме воздух и да немаме загадување. Стварно е ова за чудење, не ми јасно. И друго, ако веќе толку запнале да инвестират, колку убави работи има за инвестирање, направите го домо Копанки, бе, колку пари кошта Копанки? Дај да израчунаме. Дај да израчунаме. Болницата да се направи, болницата онде умират луѓе, ништо нема никаква грижа, стручно сите доктори заминаа странство. Тие се работите, еколошки, оживее го детското одморалиште, напред затворен базен. Нека има нешто за рекреација, за здравје, ако веќе толку сакале да ложат пари, ако таа Европската Унија толку се грижи за Македонија, и еве гледам почне многу да се грижи за Битола на картата не знат кај, зошто не дат некоја донација да се направи нешто еколошки за општо здравје на сите? Току мора ѓубрелник да бидеме ние. Нека го направат, еве нека го направат Криволак, 120 км од тука.
Сега немаме војска ние, кој оди да вежба гаѓање, кој ќе не напаѓа нас со пушките. Кој оди, не полицијата не оди Криволак, поќе никој не вежба, така седи пустелија. Нека одат Криволак, далеко и од Велес, далеко и од Кавадарци, нека направат таму депонија регионална перфектна. Значи тоа ни е целта. Депонија нека има, али нека биде дислоцирана надвор од населено место и од плодно земјиште.